Земјоделците од Лозово се уште чекат на обештетување од државата и покрај тоа што од невремето кое во целост им ги уништи посевите помина повеќе од година и половина, нивните сметки се уште се празни. Од институциите бараат итна реакција, не ја исклучуваат веројатноста парите да ги барат со блокирање на патишта. Револтот е голем, а надежта дека ќе добијат помош од државата полека ја губат. Имаше овде и поплави, имаше град, имаше градо и поплавите горе има штета нанесено или милино, џеземелци, лозови насади имаше тутун, има многу култури имаше. Парите не се добиени. Има филијал Лозје, го фати град, помина комисија од општината, ама пари не добивме. Тешко, нема што да ти кажем, нема друго што да се зема, тоа чекаме не. Речиси сите жители на Лозово се земјоделци и својата екзистенција ја обезбедуваат исклучиво од она што ќе го соберат од нивите. Цветков се надева дека владата конечно ќе ја убрзе постапката и нема да се повтори последниот случај, кога за обештетување од невремето во 2018-та парите на сметката на земјоделците легнаа дури лани. Од страна на општинава е испратен елаборат до влада, се уште немаме некаков одговор од кога би можеле да почнат со исплата на овие штети. Ако се земе во предвид дека и со претходното, значи невреме што го имавме во 2018 година, имавме ист еден таков проблем со исплата на штетиве. Имам испратено неколку дописи до владата од страна на општина Лозово со која бараме да ни дозволат да ги исплатиме штетите и на оние лица кои се наследници на веќе починатите, кои тогаш имале штети, меѓутоа до сега немаме добиено некој конкретен одговор. Ланското невреме со град кој на крајот од мај во 3 наврати го погоди Лозово, причини штета од околу 650.000 евра. При невремето погодени беа околу 500 хектари, посејани со житарица и други земјоделски култури, како и лозови насади и овошје.